Господине Бочварски, крајот на годината е секогаш добра прилика да се сумира годината, што е направено, што треба допрва да се направи. Еве, пред Нова година можете ли вие да направите еден пресек на тоа што вашето министерство или што државата направи во дометот на транспорт, нова што се надлежни вие генерално, транспорт врски? Па да, најпрво благодарам за поканата да бидам гостин во емисијата и секако дека аргументот дека треба на крајот на годината да направиме еден пресек до каде сме, од каде сме тргнале, до каде сме дошле и сите оние проекти кои што сме ги реализирале, убава е секогаш можноста, бидејќи големите капитални проекти се проекти кои што се повеќе годишни најчесто во делот на реализацијата, бидејќи се работи за проекти кои што имаат вредност на чинење по неколку стотици милиони евра некогаш и реализацијата во еден голем дел зависи од нив и во развојот на државата. И од тој аспект можам да истакнам дека оваа година, имајќи предвид дека се наоѓаме во најголемата енергетска економска криза од Втората светска војна наваму, каде што во делот на градежништвото имавме големи осцилации на цените на чинење на градежните материјали, кои што отежнуваат дел од процесите во дел на градбата. Например, цените на железото, знаете колку пати се покачија и осцилира во текот на годината, на битумените од кои што се изработува асфалтот, на бетоните исто така и на сите други градежни материјали. Цените пораснаа, направија одредена дисторзија на системот, но ние успеавме сите проекти да ги одржиме во реализација и најдобриот доказ за реализацијата на капиталните инвестиции се гледа и во последните денови од оваа година, каде што со бројки можеме да го измериме. Не со релативни бројки, во дел на проценти, туку со апсолутни бројки. И можам да истакнам дека оваа година ние ќе дојдеме до некаде преку 25 милиарди денари капитални инвестиции на државата, споредбено со било која друга година ако земеме во минатото, од независноста од денеска, ова се најголемото ниво на капитални инвестиции во најтешката година. Ако во 2014, 15, 16 година, кога многу се зборуваше за некакви проекти и некаква градба, капиталните инвестиции некаде се одвива 17-18 милиарди, денеска се тие над 25 милиарди, што значи дека ние сме го зголемиле нивото на капиталните инвестиции за преку 40% во однос на тие години. И токму поради тоа не можам да бидам незадоволен, имајќи во предвид дека и во делот на инфраструктурата, ние пред само неколку дена со претседателот на владата го пуштивме и во употреба новиот експресен пат од Штип до Кочани, 28 километри по целосно нова делница, се смени целосно сликата на источниот регион. Да не зборувам за безбедноста во сообраќајот, каде што и текако придонесуваме, бидејќи стариот патен правец беше со многу земјоделска механизација, со многу поминуваше низ многу села и населени места. Денеска со овој експресен пат практично ги избегнуваме сите овие конфликтни точки на самата траса и од тој аспект можам само да потенцирам дека направивме исклучително голема работа и ова е едниот експресен пат кој што го пуштивме како целосно нова траса и делница кон крајот на годината, а првиот го пуштивме од Штип до Радовиш на почетокот на оваа година. Практично во една година два нови експресни патишта пуштаме во сообраќај со инвестиција од некаде преку 110 милиони евра, што не е за занемарување, имајќи во предвид фактот дека во, например, изминатите 11 години кога претходната влада беше на власт, јас, освен делницата од Куманово до Табановце, не се сеќавам дека нов патен правец беше пуштен во употреба, освен одредени рехабилитации кои што и денеска ги правиме, но исто така во многу поголем обем. Ако во 11 години во време на ВМРО ДПМН се рехабилитира и изградија околу 650 километри патишта, само за овие 5 години ние успеавме преку 1300 километри да изрехабилитираме и да изградиме нови патни правци и токму поради тоа сметам дека го фаќаме ритамот и чекорот за се она кое што беше испуштено во минатото, бидејќи фокусот на таа влада беше ставен веројатно и на други приоритети. Денеска фокусот е ставен на патната инфраструктура, регионалните магистралните патишта. Превојот Плетвар можам исто така да го земам за пример кој што исто така е веќе готов.
и е во функција со полниот негов капацитет, бидејќи е многу значаен патен правец на коридорот 10D, а не беше рехабилитиран 20 на години. Претходно денеска и тој веќе изрехабилитиран, многу значајна патна врска, патот кон Прилеп децении се зборува за тој пат. Денеска се гради со одлична динамика, првиот тунел е пробиен, се работи на пробивање на вториот тунел и нашите очекувања се дека некаде февруари-март наредната година ќе биде пробиен вториот тунел, се градат мостови, се решаваат косини и така натаму. Тоа се само дел од патните правци кои што се многу значајни за развојот на државата, а наредната година ќе продолжиме со уште посилно темпо, бидејќи имаме уште многу за работа за да го достигнеме нивото кое што го посакуваме. Добро, говоривме за патната инфраструктура. Буџетот кој што за 23-та ви е проектиран е значителен. Тој е меѓу првите 5 министерства, меѓу најголемите, 324 милиони. Тоа е само за 2023-та. Дали значи тоа продолжување на проектите од оваа година, кои што ќе продолжат, бидејќи и пругата се гради натаму, така? Така е. Транспорт и врски наредната година ќе има најголем буџет досега историски гледано и оваа година беше сериозно голем буџетот, но наредната година е дополнително зголемен поради тоа што влегуваме со реализација и на нови преку 110 километри автопатишта во државата од коридорот 8 и коридорот 10D, тоа е делницата Прилеп-Битола на коридорот 10D и на коридорот 8 Тетово-Гостивар, Гостивар-Кичево и Требениште-Струга-Ќафасан. Доколку се постигне успешен договор со компанијата Бехтел, напролет ќе започнат полека градежните работи и ние сме комплетно подготвени за да влеземе во реализација на најголемиот веројатно проект и по километража би рекол, но и многу значаен по многу тешка траса, посебно во западниот дел од државата имаме сериозни предизвици во дел на планински предели, каде што треба да се изработат модерни автопатски делници. И тоа е шансата и начинот да државата ја донесеме на ниво какво што заслужува во делот на инфраструктурата, бидејќи сме ние транзитна држава. Многу ми е драго што оваа година успеавме како политика да продреме и во Брисел, бидејќи како партнерски држави, заедно со Албанија, Бугарија и Италија, се вклучи во целиот овој процес, успеавме коридорот 8 да го доведеме на ниво на главен паневропски коридор на Западен Балкан. Досега беше во споредните коридори, но кога во моментот застанавме заедно рамо до рамо сите држави и дадовме придонес, го браневме ова како политика во Брисел кај еврокомесарката за транспорт, таа политика помина успешно и можеме сега да очекуваме и во дел на железничката пруга кон Албанија и делумно кон Бугарија на останатиот дел да добиеме и повеќе финансиски средства, грантови за реализација на овој проект, бидејќи коридорот 8 влезе во мапата на главните коридори на Западен Балкан. Така што автопатот Кичево-Охрид исто така како дел од коридорот 8, таму ги расчистивме сите оние постапки кои што беа произлезени од лошото проектирање, се допроектираа клучките, косините, се реши во најголем дел преку 95% експроприацијата на земјиштето и во повеќе институции. Пренамената на земјиштето кое што на крај оди во земјоделие, од земјоделско во градежно земјиште. Градежната механизација е на терен постојано и таму и граѓаните кои што почесто транзитираат тоа го чувствуваат. Бевме на терен пред неколку недели со претседателот на владата, веќе првиот тунел заврши асфалтирањето, тоа е најдолгиот тунел во државата и се работи на другите делници. Од Требеништа до Охрид едната делница, едната страна е веќе пуштена во сообраќај и градежната оператива премина на другата страна. Ова го говорам од аспект дека сметам дека не е доволно да кажеме само дека на автопатот Кичево-Охрид се работи, туку дека треба да објасниме како течат постапките, бидејќи навистина граѓаните заслужуваат одговор за сите проблеми кои што ги затековме и се она кое што сме решили и сме надминале како последица од минатото. Најавивте дека треба малку се реконструира и автопатот кон Гевгелија, односно во спротивна насока. Кога тоа може да биде, бидејќи навистина тоа е оштетен тој дел од автопатот? Имаме избрано изведувач и напролет ќе започнат првичните мерења и испитувања на трасата за да се влезе со
рехабилитација на таа делница. Тоа е делницата од Демиркапија кон Неготино, во едниот правец каде што е најоштетен, но ќе се прават испитувања доколку е потребно и на другата делница, на другата страна од автопатот, за да ова е коридор 10 да го доведеме во едно најсовремено ниво, имајќи во предвид дека е ова многу значајна транзитна рута и секако дека треба да биде на највисоко ниво доведена како инфраструктура во државата. Освен на овие експресни патишта и автопати, колку државата помогне и во регионалните патишта, на општините, таму има сигурно потреба од можеби се помалку од општо значење, меѓутоа за локалното население битни. Многу се значајни, бидејќи автопатиштата се работат во тој обем за кој што зборував досега. Експресните патишта двата ги завршивме, третиот е експресниот пат кон Прилеп за кој што зборував и се работи, четвртиот експресен пат е од Ранковце кон Крива Паланка, исто така по нова делница и траса. А работиме на неколку многу значајни магистрални патни правци. Тоа се делницата од Куманово до Страцин, например, кој што веќе заврши со рехабилитација, заедно со обиколницата на Куманово, и делницата од Крива Паланка до граница со Бугарија, каде што исто така имаме проширување на трета лента кон граничниот премин, по исто така еден планински предел и верувам дека е добра инвестиција за поврзувањето со Бугарија, например. Од друга страна работевме и завршивме со рехабилитација на патниот правец Маврови Јанови Жировница. Тоа е патен правец кој што од самата изградба до денеска не бил рехабилитиран. И работиме на нов патен правец извор Гарски мост. Тој патен правец е значаен за да ги поврземе Дебар со Кичево. Поврзување на најзападната страна на државата со Кичево и верувам дека е добра полика, преку 20 милиони евра инвестицијата само на овој патен правец и таму работите одат одлично. Работиме на рехабилитација на патиштата кон граничните премини, например Битола Меджитлија, рехабилитација. И рехабилитација од Подмолје Струга до Ќафасан, тоа е делницата кон границата со Албанија на постоечкиот пат. И таму имаме засилени градежни работи и драго ми е што и времето не послужи до крајот на годината да можеме да работиме и со колку асфалтирање. под прилика трае реконструкцијата на овие патишта за кои што говорите? Кога би биле готови? Секој патен правец има свој динамички план, согласно финансиската конструкција и обемот на градежните работи, има свој динамички план за кој што инсистираме да биде испочитуван, в зависност од километражата, должината, обемот на работите, до која мерка се оди со рехабилитација и реконструкција, некаде има посериозни постапки на рехабилитација со замена на заштитни огради, по најнови стандарди и така натаму. Секако дека рехабилитациите имаат краток рок на изработка отколку изградбата на новите патни правци и би сакал уште да потенцирам локалните патишта кои што се под ингеренција и надлежност на локалните самоуправи на општините. Ние таму имаме 70 милиони евра од Светска банка кредит кој што е ставен на располагање за општините. Драго ми е што до сега со овој проект ние веќе имаме реализирано преку 130 локални патишта во 61 општина во државата. Многу е важно заради тоа што гледам дека интересот на градоначалниците е голем и на претходните и на сегашните, бидејќи се работи за сериозни инвестиции во општините и ние и текако даваме поддршка. Ваква поддршка многу често говорам дека како централна влада немало никогаш кон општините. И во дел на водоводи, канализации, во дел на локални патишта, вакви програми не постоеле порано. Еве јас сум бил градоначалник и знам дека дел од програмите биле во дел на водоводи и канализации, но за локални патишта тогаш беше отворена програмата за да денеска веќе силно и сериозно влезе во реализација. Така ќе продолжиме и во наредната година со преку нови 80 локални патишта, рехабилитација и реконструкција за подобар живот на граѓаните таму каде што концентрацијата на жителите на граѓаните е најголема. Од овие 324 милиона, на што генерално ќе бидат потрошени од буџетот што го добивате? Од овие 324 милиони, најпрво морам да истакнам и ми е драго што 95% се наменети за капитални инвестиции, односно за проекти кои што даваат дополнителен развој на државата. Од нив 244 милиони евра се наменети за инвестицијата на коридорите 8 и 10D, на автопатите кои што ги споменав, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, Кичево и Требениште, Струга, Ќафасан.
а во останатиот дел од останатите инвестиции предвидуваме средства и за изградбата на железничката пруга кон Бугарија, каде што веќе оваа година почна реализацијата и почна исплатата на времените ситуации, со што градежните работи веќе се одвиваат со добра динамика. Можем да истакнам дека имаме исто така финансиски средства за завршување на гасоводот кон Гостивар, а гасоводот кон Битола веќе е завршен, од Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола. Ова е најдолгиот крак, веќе е завршен и сега сме поврзани од границата со Бугарија до Скопје со кракот кој што е изграден во 90-тите и од Куманово кракот кон преку Штип, Неготино, Кавадарци, Прилеп и Битола е комплетно завршен. Наредната година завршуваме до Гостивар, а веќе ја одобривме и проектната документација за изградба на интерконектор со Грција. Овде интенцијата е да бидеме главна транзитна држава и рута за природен газ и со изградбата на овие значајни капитални објекти верувам дека во тоа и ќе успееме. Во дел на изградбата на социјални станови, во моментот градиме преку 860 социјални стамбени единици во повеќе општини, а морам да истакнам дека оваа година имаме изградено, завршено нови згради во 4 града и распределени 4 стамбени згради во 4 града, во Гостивар, во Пробиштип, Свети Николе и Виница, за граѓаните за кои што тоа е потребно да добијат кров над глава и ова се многу значајни инвестиции. Наредната година имаме исто така предвидено 2,2 милиони евра во нашиот буџет за продолжување со градба на социјалните стамбени згради, локалните патишта ги споменав, водоводи, канализации исто така, за кои што имаме предвидено средства во наредната година, во наредниот буџет. Така што можам да истакнам дека ова е најсилна година во дел на реализација на капитални инвестиции со бројки и веќе 25,3 милиарди денари до денеска се реализирани капитални инвестиции на ниво на држава или за 7 до 8 милиарди повеќе отколку што била реализацијата во 2014, 2015 или 2016. Господин Бачварски, Македонија веќе ги почна преговорите за членство во ЕУ, несомнено тој процес ќе трае подолго време, но се сеќавам дека земјите од соседството или земјите од поранешна бивша Југославија, особено Хрватска, која пристапуваше, многу внимание посвети на патиштата. Дали овие инфраструктурни проекти бараат помош и средства од Европската Унија, дали ги добиваме тие средства? Се разбира, тие значително се помали од кога би биле членка на Европската Унија, но дали натаму ќе се ослонуваме на собствени средства или ќе добиваме и од ЕУ? Најпрвен би сакал да истакнам конкретно со проекти дека и денеска ние работиме преку ИПА фондовите во голем дел. Делницата од градското Дреново, тоа е дел од експресниот пат кон Прилеп, се работи со неповратни средства од ИПА фондовите, од Европска Унија, и таму некаде преку 80% е грантот кој што е добиен од страна на Европска Унија и се тоа неповратни средства. Учеството на државата е околу 20% на изградбата на новаа делница. И втората делница на која што се работеше и привршува со градба е делницата од Куманово до Страцин. Исто така е дел од коридорот 8, тоа е рехабилитација на постоечкиот пат со промена на параметрите и сите оние заштитни огради, замена на асфалтен слој, подобрување на мостовските конструкции и се она кое што е значајно за да добиеме подобрена патна врска на коридорот 8 од Куманово до Страцин, така што ние сме подготвени и понатаму да аплицираме за добивање на средства и секако да ги реализираме. Многу е значајно да имаме квалитетни проекти, техничка документација која што ќе може брзо и ефикасно да се реализира, со што би ги реализирали финансиските средства кои што ни ги доделува Европската Унија. Дали имам впечаток од ова што го говорите дека на некој начин повеќе ќе се потроша средства или повеќе се обрнува внимание на патната инфраструктура одошто на железничката пруга, но мислам дека и таму треба одредени реконструкции на пругите, бидејќи се многу стари, возовите споро се движат, но во еден разговор со директорот на Локвенец дознавме дека ако сакаме да инвестираме во коридорот 10, да речеме, тоа ќе треба многу средства да се потрошат за тоа и дека тоа нема да можеме сами да го направиме. Но што може македонската влада да направи во обнова на
на пругите? Во обнова на пругите и во проектите кои што се дел од железничката инфраструктура, ние завршивме со реконструкцијата и надградбата, јас би рекол, на пругата од Битола до Меджитлија, до Кременица. Тоа е до границата со Грција. Таа делница е комплетно завршена, но можам да истакнам дека оваа година склучивме договори за изградба на железничката пруга кон Бугарија со вредност од 200 милиони евра. И ова исто така може да се провери дека е најголемата инвестиција склучена како договор помеѓу државата и две градежни компании на таа делница, и таа постапка веќе е завршена и компаниите веќе се на терен и работат на изградбата на пругата кон Бугарија. Не се ова мали средства, ова е сериозна инвестиција за дополнителен излез на исток на преку железничко поврзување со Бугарија, и тоа е шанса за товарниот транспорт. Дали генерално од економски аспект е таа исплатлива? Дали ќе биде исплатлива? Секако дека е исплатлива. Колку е нашата трговска размена со Бугарија, колку е со Албанија, што ќе овозможи, кои бенефити има, освен да речеме политичкиот аспект за кој што јавно се говори? Па, јас секогаш прво го ставам економскиот бенефит и аспектот на стоковата размена, на трговската размена помеѓу земјите, но и не само помеѓу Бугарија и Северна Македонија, например, или Албанија, бидејќи ние, ако се поврземе на исток со Бугарија, се поврзуваме со уште едно пристаниште. Тоа е со Бургас и Варна на исток и со Драч во Албанија на запад. И тоа е тенденцијата да го завршиме овој проект, со што ќе можеме дополнително да дадеме шанса, освен поврзаноста со Солунското пристаниште, да имаме можност за поврзување со овие пристаништа. Така и во оваа криза секако дека се гледа со војната во Украина, колку е значајно денеска ние да имавме изградена ваква пруга, дека ќе даеше секако шанса за транспорт на храна, на други производи преку железницата, кој што е исклучително значајна и еколошки најисправна, кога станува збор за електрифицирана пруга, каква што имаме на коридорот 10, и секако дека економската исплатливост на оваа пруга е огромна. Не зборуваме овде само секако за патничкиот транспорт, туку овде зборуваме пред се за товарниот транспорт, да нашите компании е доминантен и нашите компании со тоа ќе ги направиме поконкурентни и на исток и на запад. Од тој аспект сметам дека и такако е значајно не само да подпишуваме меморандуми за изградбата на овие железнички пруги, туку е многу значајно да покажеме акција на терен. И со сите овие аргументи разговаравме со комесарката за транспорт во Брисел, дека ние бараме овој коридор да стане главен коридор на мапата на Европската унија, но ние и на терен покажуваме дека веќе работиме на изградбата и сме подготвени да продолжиме до комплетно завршување на коридорот 8. Граѓаните, економијата, сите околни држави ќе го почувствуваат значењето на овој коридор во моментот кога ќе биде ставен во функција, и секако ние ќе работиме и ќе продолжиме да работиме напорно на решавање на овој коридор. Добро, ако тргнеме ова од еден дневно-политички аспект, и ако говориме за економија, вие сте млад човек, мора да имате некоја визија, кога Македонија или регионов ќе добие брзи пруги, како што тие има на запад, дали тоа може во некоја иднина, бидејќи и Вучич најавуваше дека до Македонија наскоро ќе има брза пруга, не верувам дека тоа брзо ќе се случи. Кога може да очекуваме дека регионот на тој начин ќе добие една мрежа железнички пруги, што релативно побрзо ќе се движат од овие сега? Најпрво морам да истакнам дека не верувам дека тоа може би во вашиот мандат ќе биде или во мандатот на нова влада, но важно е да очекуваат граѓаните дека може да се случи тоа. Овие се проекти кои што значат развој не само на една држава, туку значат развој на целиот регион. Морам да истакнам дека ние покрај сите проекции кои што ги правиме, очекуваме до 2028 година да заврши пругата исток-запад, односно поврзувањето со Бугарија и со Албанија, и да се поврземе со двете наши соседни држави на исток и на запад. Тоа е нашата проекција и притисокот кој што го правиме. Со сите наши механизми и средства ќе работиме да се реализира овој процес. Секако и останатите држави имаат свој удел во нивните постапки, и Албанија и Бугарија, но верувам дека со реализацијата на овој проект ние даваме и текако можност и шанса за развој на целиот регион
и убеден сум дека ќе го доближиме до нивото на она кое што го гледаме во развиените централноевропски земји, каде што алтернативниот транспорт преку патната, железничката инфраструктура, карго транспортот е многу значаен и секако дека ќе продолжиме и понатаму да работиме на реализација на сите овие стратешки значајни проекти за целиот регион. Уште збор два околу авиосообраќајот и да завршиме со ова интервју. Па добро, авиосообраќајот во 2019 го достигна врвот на ниво на број на патници, со 2,7 милиони патници во 2019, но после ковид пандемијата се почувствува силниот удар врз авиосообраќајот насекаде во Европа, па и кај нас. Оваа година веќе сме на ниво од 2,3 милиони патници превезени од нашите аеродроми и неодамна го распишавме повикот за нови субвенционирани авиолинии, за кои што очекуваме да имаме заинтересирано компании, кои што ќе дадат нови дестинации, кои што сега моментално не оперираат од нашите два аеродроми, за да можат да бидат воспоставени како нова можност за граѓаните. Дестинациите очекуваме да ги достават авиокомпаниите кои што се заинтересирани, а ние во интензитетот кој што ни е усогласен со Европска унија ќе исплаќаме субвенции за оперирање на овие нови авиодестинации кои што верувам дека ќе бидат значајни за граѓаните. Господин Бачарски, благодарам што бевте гостин во интервјуто за Фронтлайн и посакувам успех во интерес на граѓаните, се разбира. Ви благодарам и на вас за поканата и посакувам да имаме успешна и среќна година 23-та, со што ќе ги реализираме сите овие планови за успех на државата и на граѓаните. Благодарам.